Македонски медиа сервис. mms.mk. Во завршна фаза е подготовката на документацијата за одобрение за градба на почеток на реализација на втората фаза од големиот проект на хидросистемот Злетовица, а тоа е изградба на системот за наводнување. Според зборовите на директорот Љупчо Благоевски, овој процес за обезбедување на техничката документација во Министерството за транспорт и врски паралелно се одвива со вториот, не помалку значаен дел, а тоа е обезбедување на финансиски средства преку кредит на Европската инвестициона банка. Злетовица презема чекори за припрема на документацијата за добивање на одобрение на градба, остануваат одредени чекори кои треба да ги изодне со Министерството за транспорт и врски за да добиеме одобрение за градба во меѓувреме, како што сме информирани од владата и од страна на Европската инвестициона банка, бидејќи имавме една кратка средба. Значи, владата ќе го води делот за кредитирањето, додека Злетовица како обврска има припрема на комплетната техничка документација за добивање одобрение за градба, кој е услов за започнување на проектот. Според проектот се очекува наводнување на 3552 хектари земјоделски површини во општина Пробиштип. Добри вести стигнуваат и од Словенија, од каде преку грантот Центарот за меѓународна соработка и развој се очекува финансирање на изградбата на Прибранска хидроцентрала за обезбедување на биолошки минимум. Овој проект, според Благоевски, за Злетовица е од особена важност. Знаете дека ние како Злетовица имаме оврска од еден биолошки минимум од 300 литра максимум да испуштаме во реката за да се задоволи биодиверзитетот за реката Злетовица. Донацијата е одобрена, сега на разгледување во финансиерот главен, тоа е Министерството за надворешни работи на Словенија. Сите најави ни се позитивни, очекуваме дека месец јуни дека веќе ќе потпишеме договорот со Центарот за меѓународна соработка и развој, кај што ќе пристапиме на распишување на јавен повик за изградба на хидроцентралата. Таа хидроцентрала е битна за нас, бидејќи ќе работи постојано, без прекини. Нејната јачина ќе биде од 200 киловати, што значи дека уште еден финансиски извор на средства ќе имаме Злетовица, кај што ќе стабилизираме нашата фирма. Со овие два значајни проекти Злетовица го потврдува својот развој, но и значењето што го има за поширокиот регион. Во меѓувреме, приклучувањето на Штип на системот, но и подобрувањето на платата ја унапреди финансиската состојба на предпријатието и го етаблира како значајна артерија во источниот дел на земјата. Македонски медиа сервис. mms.mk